Продолжува газењето на волјата на граѓаните заради Скопје 2014. Во континуитет Никола Груевски и Коце Трајановски го уништуваат зеленилото во центарот на Скопје. Последна жртва беа 59 дрва во кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Инвеститор, наредбодавател, идеен творец на уште два барокни објекта во центарот на Скопје е Никола Груевски. Слеп извршител, како и секогаш до сега е Коце Трајановски. Од овие три документи што ги презентираме, станува јасно се. Првиот е барањето на Министерството за образование и наука, кое го испратила до градот за сечење на дрвата, испратен на 11 декември. На истиот ден, веќе во 12:50 часот, градот Скопје извршил увид и утврдил дека има потреба од сечење на овие дрва. Тоа е овој документ. Експресно, повторно на истиот ден, 11 декември, Коце Трајановски донел решение за сечење на овие 59 дрва. Тоа е овој документ. Истата вечер, но веќе на 12 декември, во 2 часот наутро, е извршено сечењето на дрвата. Скришно, во доцните вечерни часови, надвор од очите на јавноста, како професионални криминалци. Ова покажува дека се работело за максимално координирана акција за сечење на дрвата. По налог на Никола Груевски, во рок од помалку од 24 часа се спроведува целата процедура. А Коце Трајановски повторно слепо одработува за лудилото на Никола Груевски со Скопје 2014. Зарем сите овие зелени површини во центарот на Скопје се единствените на кои што мора да се градат згради? Зарем нема други градежни парцели во другите делови од градот на кои може да се гради? На кој начин целата оваа сеча на зеленило во центарот на Скопје помага во намалувањето на загадувањето на воздухот? Никола Груевски и Коце Трајановски целосно го уништија центарот на Скопје. Коце Трајановски нема капацитет да го води градот. Тој нема ниту сила, ниту амбиција да се спротистави на лудилото на криминалецот и политичар во заминување Никола Груевски со Скопје 2014. На Скопје му треба вистински градоначалник. Коце Трајановски треба да поднесе итна и неотповиклива оставка, затоа што на Скопје му треба многу повеќе и многу подобро. Благодарам, ако има прашање. Апсолутно ќе гласаме против предложениот текст на точката, иако морам да ви информирам дека веќе ни е изменета доставена одлуката, каде што се врши корекција на цената и се враќа на пониско ниво, но доколку остане како што е предложена, ние сме апсолутно против зголемување на цената на билетот за возење за граѓаните на Скопје. Тоа е целосно спротивно нашите заложби за ефтин и квалитетен јавен транспорт, кој што фактички влија и за намалување на загадувањето на воздухот. Не може град Скопје од една страна декларативно да се залага за намалување на загадувањето, а од друга страна да го зголемува цената на чинење на јавниот превоз.